едва ја врзуваат крај со крај, а не пак да плаќаат осигурување. Ова е само една од причините поради кои дел од македонските земјоделци понатаму не ги осигуруваат посевите, сметаат некои земјоделци. Данаил Паланков од Струмичко Муртино не ги осигурува своите насади, а според него на вакво размислување се и повеќето земјоделци кои ги познава. Многу од луѓето не осигуруваат насади, нели го имат тоа оште искуство од поодамна, кога насадите кога биле осигурени, всушност на крај не им било ништо исплаќено или ќе дојде после 10-15 дена и ќе ви каже па ова ќе биде супер производство и нема да имате проблем. Јас искрено никогаш не сум осигурал и што се случи тоа, значи сум поплаван, не сум добивал оштета, тоа е тоа. Една година сум, една добив, другата не, ама знаејќи дека како работат осигурителните компании, не сум кај осигурителните компании воопшто не знам. Значи тоа го зборувам од моје искуство, а од прилика знам дека тука се и другите земјоделци на ова размислување. Иако цените за осигурување не се високи, Паланков смета дека мал број земјоделци ги осигуруваат насадите. Според него, доколку се сменат работите, тогаш и земјоделците се повеќе ќе ги осигуруваат своите имоти. Ние претходната година кога имавме поплава, голем дел од што беше поплавено од полето, немаше скроз уништување на пролетната зелка. Но таа зелка ви касне скроз и значи вие ако сте засадиле таму рано за да берете за некоја цена од 20-25 денари, а вие ви дојде да ја берете на 5-6 денари и тоа е загуба, значи не секој пат насадот треба да биде скроз уништен. Но во таков случај ќе дојде осигурителна компанија и ќе го види насадот дека се е окей, сите растенија се тука, меѓутоа они не сваќаат дека тоа растение буквално месец дена закаснува од кога е поплавено. Сега тоа како да се објасни на компаниите или како тие компании да почнат реално веќе да проценуват, тогаш луѓето би отишле. Праксата покажува дека по елементарна непогода се зголемува интересот кај земјоделците за осигурување на своите имоти. Инаку осигурителните компании покриваат штети од поплави, град и пожар.